моментално го судат Мариглен Демири, член на президиумот на Левица, заради неговото учество против упадот во правниот систем на Република Македонија од така наречениот председател на Република Македонија Ѓорге Иванов од минатата година. Судскиот процес трае веќе повеќе од една година. Тоа е на своевиден начин на казнување без донесена пресуда. Од друга страна гледаме дека еден веќе осуден криминалец за злоупотреба на функцијата, за злоупотреба на моќта, Владо Бучковски, поранешен премиер од страна на ССМ и соработник со поранешниот режим, наместо да добие покана за отслужување на казната во Идризово, тој доби покана за посета на митингот на ССМ во неделата во првите редови. Заедно да биде таму со бројни луѓе кои дојдоа на тој протест барајки, единствено барајки криминалците да завршат во затвор. Тоа е животот во Македонија, дојде животот во Македонија најавувано ССМ и им порачуваме на граѓаните да поразмислат кога повторно размислуваат да гласат за помалото зло. Каква судска разврска очекувате со оглед на тоа, со оглед на состојбите во судството во Македонија? Она што е факт е дека Мариглен Демири е невин за она што го обвинуваат. Мариглен Демири е обвинет реално заради неговата борба и желба да види демократија и слобода во Македонија. Каков ќе биде епилогот од неговото судење, допрва ќе видиме. Се надеваме дека ќе добие правично судење, ако веќе добил незаслужено долго влечкање по судските кулоари. Не верувате во судството? Ќе видиме какво ќе биде реалноста. Ако има реформи во судскиот процес и ако конечно уставниот принцип на владење на правото се применува од страна на судовите, она што сме дефинитивно убедени е дека Мариглен Демири ќе биде прогласен за невин.